Бројот на лицата од Кочани кои се наоѓаат во домашна изолација поради коронавирусот се искачи на 94, што представува тројно зголемување за период од 48 часа. Според известувањето од Општинскиот штаб за заштита и спасување, против 2 лица веќе се поднесени и кривични пријави по членот 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Овие лица не ги почитувале одредбите за самоизолација. Најголем број од лицата пак кои се во домашна изолација претходно престојувале во некоја од државите со среден и висок ризик. Повеќето од нив се придржуваат до законските одредби за домашна изолација, но останува апелот за сите да не го доведуваат во ризик здравјето на останатите граѓани и да останат дома. За секое лице кое влегло во државата се добиваат податоци од граничните премини и ќе се контролира дали тоа ги почитува законските одредби за изолација, истакнуваат од кризниот штаб на општина Кочани. Иако четврток е пазарен ден, градскиот пазар во Кочани не работеше. Празна остана улицата Гоце Делчев, каде што вообичаено се наоѓаат тезгите за текстилни производи. Празен беше и делот каде што се продаваат прехранбени и други артикли. Екипи од комуналното предпријатие Водовод со поддршка од територијалната противпожарна единица продолжија со дезинфекција на јавните површини, како и на местата каде што се одлага отпадот. Мобилниот сервис за домашна посета во соработка со волонтерите од Црвениот крст и од општинските служби за социјална и здравствена заштита на списокот досега има 34 семејства со болни, стари и изнемоштени лица, на кои им е обезбедена поддршка во набавката за храна и лекови.